Yo, welcome to the dopeness. And don't trust the smokeless. And don't trust those who propose it's hopeless. I'm looking at the whackness when I wrote this and trying to find a way to turn that to dopeness. So drop a beat like a soap that's ropeless, and then we get down like a boat that's floatless. I let my guard down like a castle moatless, and they don't really know, but they swear they know this. Здраво на сите. Ова епизода на Допнес представуваме еден дечко кој вози ролери. Ке дознаеме се за него и како се тоа започнало. И зашо И како фура он, брат? Фурам. И онака зашо се дружи со нас осварема, кој го е? И Фино друштво. Здраво. твоето име? Кој си, каде си, брат? Димитар. Од Битола. Димитар од Битол. Да, Димсуро ме викат. Димсурот. Да. Зашо да? Не знам брат, металците ме завикаја во градот. Да, парк што се дружевме. Што така од Битол во Скопје? Преселба? На печалба. На печалба? На печалба. Знаеш како и то? Битола, Скопје, после од Скопје, Белград и после ќе му фатам Добре, три Дубај. пички матери. Кучешки живот. Може во Дубај. Ти имаш во Дубај, ојде на Копје или едно, знаеш како е. Добро. Не беше во Дубај. И Што значи? Појде следно прашање? Како се најде во Скопје, брат? се најдов. Па Што те студирав, натера, брат? студирав во Битола графичко инженерство, ама многу тешко беше математики, срања, тука врагови физики. И? И реков, факет нема таму додам и запишав тука во Скопје на годишен курс лани. Го завршив тој курсо и фино лепо са работам тука, графички дизајнер сум во маркетинг агенција. И фино оди. Поздрав до колегите и до газдата, што му каснам по пола сат од Цавајле, али добро, фино оди, се сакаме сите. Покрај тоа сакавме да те прашаме вако овде у Допнес негавува нега. Никога. Се бавиш со? Се бавам со ролери, И? возам ролерчиња, ремс моментално. А почнав многу одамна, бев детенце, некој 3,5-4 години. Брат ми имаше тоаш ролери и ми ги стави ролерите и ми извади во влезот и ме остави така, на милост и немилост. Брат ти беше Брат ми беше главниот виновник. да, иницијатор да возам ролери, така се роди некоја љубов, да речем. Да. И така се мачев да се вратам дома со ролерите и после по некој време почнав да барам ролери, татко ми купи ролери. Беа некои многу грди ролери, ама Има различни модели. да, има различни. Тие беа фитнес обични, кој за дете, имав Ја имам со такви возена. Сиви беа моите. Возена драмски. 6000 евро денари уствари. кузне колку бе, не е битно. И првите ролери исто така големи ми беа. И така возев. А рипаш со тие? Или со лета? Рипав скали едно друго, ама врска немав за агресив возење и за финти правење за такви чуда. Лудо тесто што се вика. Имаше старата екипа од Битола што е возена фонтана. Добар скейт спот, познат во Македонија. Познат, месата. Да, и ги гледав кај што возат и изјавив желба за скокање и за правење глупости, за кршење, трикој. И лека по лека почнав да скокам, да се вртам спино и да мавам едно од друго текнува. И не знам пред колку години ги купив првите агресив ролери, беа Саломон, не знам некој модел, про модел беа. И промодел. Да, и Македонија. што беше најако 842 број, тие беа 45. Абе не знаеш бродај. И така продолжив, моментално возам ремс. А извини вака сега да прашам него. Кажи. Што се разликуваат као од тие фитнес што ги викаш сега, не знам ти што Абе, и фитнес- овие ремс, мемс. Вака Пази, фитнес ти брат, се врат, знаеш за накеј, за пичење, газиња, мазиња, Па што не си продолжил такива да му? Абе може и со овие, со малце потешко. Добро и? И други ролери се агресив, тие се малце погломазни, имат 4 тркала, имат различни типови на шини. Тие се за шина. Шина е овај дел од ролерката, ги имаме тркалата,
Тие малите што не се Овие вртат. се антирокери се викат, овие као кој ќе закачиш брат на шипка. Ај за баланс нешто. Да бе да не ти бега од средина. Да. И Ова е ново нешто или старо, а? старо. Прилично нови се. 10 години има тоа измислено вако нешто, пошто ја брат. Море, знаеш дека има? Има, да. Не знам заради тоа те прашувам. Има. Не јас сигурен, но мислам дека 10 на 15 години сигурно има. А ние што се со огромни тркала, за што се тие брат, оно што ги фурат тептен брзо, не знам што е. Нема Тие нешто нешто- што се тркаат околу. Не знам, брат. Не сум се замарал со тие. Ама има и такви, нели со огромни брат. Сум ги гледал. Да бе, да, имам видено, но не знам точно што е цела работа. Тоа е за тркање, големи тркала, брзина, ау. А ние, јас возам со мали тркала, 54 мислам дека се, чекај. Има и големина тркала. Да бе, да, има големи на тркала. А имам Не знам која е точната димензија. Имам слушано као поголеми тркала на агресив ролери се возат са у парк, са стрит парк, са можеш Да, има се, тоа е како нова мода извадија една фирма за шини. Почна да прат со големи тркала и многу му тргна, сите почна да ги земат тие, да ги куфат, да ги возат. И немам пробано на искрено, ама имаш на брзина, ептен со нив А зашто е тоа? баланс. Зашто се поголеми тркалата имаш поголема брзина. Тоа е најголемата причина, да, најголемиот фактор. Некој што не слуша или гледа барем малку да разбера ти текно. Да. Не е тоа битно. Сега кажи ми ти што стил фураш вака во агресив ролери, нели има парк, стрит, Да. грендање, мендање, ау. За во Македонија, прво почнав со стрит. Македонија. Почнав со стрит. Немаше скейт паркови. Имаше, ама во Битола немаше. Ние возевме стрит и веќе 2-3 години возам парк. Што дојдов тука во Скопје, се изгради скейт парк. И лани се изгради скейт парк. Во Битола. Ама многу лош скейт парк. Ти имаш добра прича таму. Тоа друг каже, не е битно. Дојде во Битола и се ујде со интересен превоз. Отрад. Се журкавме. Што разликува парк вожна од стрит вожна? Але Што се разликува? парк вожње имаш поќе флоу на возење, тргнуваш и немаш туркање, не се замараш, имаш пумпање, да, баш пумпање. Подобро рампи само Рампи, квотер пайпови, халф пайпови, не знам, бенк ту бенк, спайн. Има интересни работи. А од завис од трикови, например. Трикови. Различни се, исти се. Во парк имаш поќе летање, скокање, спиној, флипој. Додуше јас не знам флипој да правам, на жалост. Ама поќе сум на спиној. колку пари коштаат вакви не си ги нареди, брат? Вакви, па некои вака, најскапите сега моментално се некои 400-450 евра, а не беа толку, беа на кај 300-350. Моментално јас сум... Па зависи од брендот. Зависи од брендот. Материјал, има нешто разлика или... Па не, формат обично на ролерката е. Има интересни. Тие се со патиката и ги возев некои 3 години пред овие да се ги земам. Има тие шедо. Како да со патика? Така бе, како го имаш овај дел, калапо, да, са тука немаш ништо и имаш патиче. И влегвато како калапче. И стегаш со нешто или? Да бе, со стегат со тие со лепенки, има жабици и фино ролерче. Ама се фино ролерче, да. Ама се одлучив годинава да земам Да. фул бут. Спомна еден тип шедоу тие ролерите. Наброј неколку брендови вака што општо ги фураат низ улиците, бледериве вака нешто општо. Брендови, спомнав Shadow, моментално возам Rems, имаш USD, Valo, што има друго, Valo,
Шима има Разраз ги знам. има Шима са тие така понов бренте. Razors, И има уште 10 на не ми текнува баш како се вика. Да, има и Себа исто. Себа ко Себа. Се тоа кој што као си сакаш, стил као фура или Да, и па има пример, имаш од USD има едни Classic Tron, тие се така потврди. Имаш имаш тврди и меки ролери. Јас моментално возам меки. И предходните ми беа меки, уствари сите ми беа меки. Што е меко, што е тврдо у ролера? Па така пошироки си имат поголем флекс. Нешто како со скијањето ти текнува со да. со Тврда и мека бутоните, кондура. да, баш тоа. Са потврдите ги фурат за парки, за верт, а меките ги терат стрит. Вака македонци или македонские блейдери или ти уопшто, кај набавуваат опрема, ролери, тркала, реквизити, што Во и да е? странство, брат, тука кај нас нема. Имало некад продавница, се Имало дешавало некогаш, нешто? да, ама веќе нема. Да. Нема нигде. А од прилика, брат, ти траат ролери или што се деша, што највише јадеш, што пази се. највише кршиш? Кршам. Зависи од Најмногу трошам ролери и зависи од возачот како ги вози. Имаш са некои ептен екстрemно возат, ги кршат, ги мават и текнува на секакви површини ги. А има некои пример возат шипка, само не знам, возат леџо и кај што не можат многу да ги потрошат. Зависи од човекот. Пример мене претходните ролери ми траја 3 години. Да. Се овие колку ќе траат, не знам, стварно. Али зависи од возачот. Зависи и до буџетот колку. Па и зависи од буџетот. Од прилика колку пари вака идат ролери, бе? Мислам, општо Ролерите. класика некоја ролера да може. Класика се почетник. земиш да си склопиш еден убав модел, ќе те фати некој 250 евра, така. Твоја, фино. например, колку се? Моите се, јас ги зедов second hand. Од едно другарче. Пали се. Да. Не знам, го фати, тој прилично нови ги купи, али го фати кеф за некои други ролери, ги купи тие и јас ги начекав поевтино. Моите коштат нови да ги земиш, некој 310-320 евра, зависи од кој скетчоп, нормално странство, а ги зедов за 200 евра. Што е фина цена. Па не е лошо. Не е лошо, не се извозени баш. Тврдо треба да Да. држи. Фини се. Фураш, брат, патување, нели, интересно е да се деша, да се дружиш со некои други да видиш твојше. во секој случај, да. Си правил нешто Сум тако, бил срање вака, нешто, сум бил во Белград, сум бил во Грција и сега последно бев во Холандија, на најголемите напревари. Се токмев да возам. си учествувал, извини. Да, имам учествувано. Тука што имало во Скопје, како се викаше тој надпревар, не е битно, во Лисичи се дешаваше, во индор скейт парк што беше. Го знаете сите неверојатно. Као беше Не, и на Виктор тоа, да. Грайндхаус. Грайндхаус нешто. Нешто. Таму Нешто, освоив трето место. Сум бил во Белград, на Винар во Белград. Првата година кога бев, влегов во првите 12. Од колку? Па имаше некој 60-70 Да, има возачи. таму голема сцена. Да, и тоично очекував, такнува ојдов си извозив првата вожња и следниот ден си седиме, со кој бевме, Борко Сале бевме, седиме и едно време Димитар Ристовски шо не може да ми го кажат презимето. И слушам вака, шо збориш, викам. И ништо, ставив ролер и извозив. Тарунда, ама ништо. Не ту каже море. Малце битолски да се делик. надоврзам. Беше Холандија, памтам. Бев во пред една недела. Холандија, некој недела дена две, бевме 7 дена таму. Бевме на Винтеркреш. Тоа е еден од поголемите надпревари во светот моментално што се дешава. И требаше да возам. Арно, ама се заигравме на мини рампо таму и направив белја. Се удив раката и се усрав малце и реков факет нема да возам, ќе гледам. Ама и да возиш и да не возиш, брат, таму имаш 1000 души што возат ролери, имаш тука копили по 16 години, скокат, ги фаќат тука, ги фаќат, абе ламбите, брат, ги фаќа, бе, човек. Имаш еден квотер така голем, некој 2,5 метра и Француз еден беше тој. Скокаше и ги фаќаше ламбите,
беше високо некои 4-5 метри. Абе не знаеш, хаос не виден беше. Тука трикои да фрчат и елементите беа многу страшни, големи. И да можев да возам, ќе се усерев, мислам, сигурно. Ама не знаеш, тоа адреналин кој ќе пукне. Така. Ако повреди си имал, освен ова се што си паднал, ама не си ваljа повреден сериозно. Па не сум сериозно, имам некои болки во левиот зглоб. Левиот екстремитет. Повреди, па сум имал повреди, не знам, немам некои сериозни да речиш. Ама Сум возел 6 месеци, колењата обично ги удирам, затоа носам штитници. Имаш одна. Да, колењата најмногу, од кога почнав парк да возам и колковите многу ги удирав ко учев уствари. На слетување. Да, прво возење во скейт парк ми беше во Белград и многу паѓање имаше таму. А од ролери вака, ако паднеш, што е најчесто онака да се повредиш, да скршиш нешто, дали има Најчесто кршење? зглобови, лакто, рама обично некој може да знае да се удри, колењата се убиват и Ја, например, еден другар кога ме тераше, кога бевме на Уинер в Белград да возам ролери да правам, као си Кој е код Мизаа, мојот пријател Горан, ми каже ако не може да паднеш, дека може да си лизгаш. Ама. Од тоа знаеш што ми се деси, брат? Шо беше Ставање направи? трикот ми лизга и вака 90 паѓање, брат, директива тоа шипката измеѓу рвет, брат, онака. Пукање и вако, брат. на шо бе, на шо елемент. На бокс најобичен. Ролерка е доста нестабилна ствар на грајнте. Озбилно тоа е. Стварно Заради луда. тоа јака прашам ја тоа, брат, кичмата се заеба, бе. Димсуро, сега може ми кажеш, брат, као ако направиш споредба со, да речеме, Битола, Скопје или останатата Споредба. сцена што има, онака, како се другите возачи, како се тука, дали, не знам, дали има некој напредок кај нас, дали има добри возачи или... Вага ќе ти кажам, Битола имаше прилично добра сцена некој период. Се фураше, се дружевме едно друго, возевме, имаше доста возачи и со тек на време почна да умира сцената. И во кој моментално мислам дека ништо не се дешава во Битола. Може да се дешава нешто, ти кажам искрено, веќе година дена не сум таму, али дури бев се имаше малце некој движење. Возевме 3-4, порано возевме 20. Револуција. Револуција. Не е револуција, ама. Али за разлика од тука, Битола е моментално за нигде. Барем така мислам. Имаше дечиња, возеа, имаше таленти. Имаше едно детенце мало Кики го возев, го учев. Имаше потенцијал во него, ама сега не знам што дешава детето. Почна да игра Дота и толку. Дота, може и фудбал почна да игра, не е битно. Бидејќи Мислам дека не вози поќе. Али Бидејќи вика битолската сцена и од давна што сум слушал и сум знал, онака потекнувале, имало доста добри возачи на ролери и места као што кажа за Фонтана и за сето Па тоа. имаше добри возачи стварно од постарите. Нашата клапа што бевме јас, Цици, Слаткар од старите, ама уште тој се држи. Сладко, Брате во душата, да. Слаткар, да. не е Слаткар раперот, Слаткар од Битола. И Сукопов сега. Да. Бевме јас, Цици, Сато, кој имаше друг бе? Добро, од прилика да речеме 10 бевме. души сте биле. Не бевме, Домплеја синката може. Домплеја синката. Не бевме 10, бевме некој Тој од Битола? 5-6. Да бе. Го знаеш? Битола мадафака е. Битола мадафака. Најверојатно колеги ќе виде. Овој боле фристайл мало него, ќе скинам, брат. Може, не знам. Треба да се пробате. Кажи си. И Абе, ќе го види. така, сцената во Битола е мртва моментално, сега во Скопје малци има движење, ви направија скейт парк, ни направија скейт парк. Абе, ви За ни. среќа. Ви ни. Готови ти си са Скопје, не Па, знам.
Може? Бо, што стори? Не седам, битолчанец сум, како и да. Може живам во Скопје, ама не сум скопјанец. Па нема што се исто ко со навивачите, знаеш како оди тоа. А тоа да се имаше као проблеми кога дојдат Битола овде, као дали те прифатија овие бледери наши Скопјани? Да, дружба едно друго со сите се знае, Феви со ова се знам. А зашто нема Другарчиња на вегера во друго. Битола? А? Зашто нема вегера во Битола? Нема вегера во Битола. Не, Макдоналдс немаше, бе. Еј, абе, тука смешното имаше и има уствари. Не знаеш за смешното? Не, го знам, да. Го знаеш? А тоа беше одма после Широк сокот. Не, одма кај фонтаната. кај фонтаната тука на Ќошо. Се не вечерава, мислам дека затвори. Смешното, Смешното. тоа е ке нешто. Ја мислам доста добар муавет си направивме вака, си раскажа, мислам дека се што имаше и што немаше. Имаше и немаше. Имавте Ќе го видите. Че го видиш. доста честни направи, Абе, што ни гостуваше. Допнес, nigga, what up? Шо допнес? Допнес, Допнес. Јају! Абе, имаш некој умилен возач? Силјаци. Омилен возач, да. Ко возев првите години ми беше рол модел, ми беше Крис. Како се презиваше бе? Ја знам дека Крис Хат Не, уствари не, Крис Хаф е еден од појаките. А мене рол модел ми беше Джеф Стокфелд. Што моментално не вози, веќе откажа љубов Ја кон го знам ролерите. него. Са нешто фотограф е. Ја го знам него. Иначе да, Джеф Стокфелд ми беше така. Со Joy Division мајчки. Седнував и гледав сите ебени секции ги имам гледан од него. Од кој? Од Джеф Стокфелд. А ја мислам Тој е добар дечко. Да, тој секции порно. Тој парк вози, не знаеш како фура парк. Го викат крал на паркот него. Исто така добар воzač е CJ Велсмор, тој од Австралија е. Тој така добар стил има и добри видеа. Не знам во кој видео има возено баш, ама тоа што имам гледано, стварно добро беше. Требаше да дојде во Холандија, ама не дојде, нажалост. И да го гледаш уживо јакичко. Еј, знаеш што, возат и пички возат, брат. Еј, да. Пички возат. Девојчиња се викаат да нема така. Имаше брат во Холандија имаше некој Некултурен народ бе, брат. 30-40 може имаше. На контестот. Да бе. Damn. Брат, неш какви трикои качеа. Абе не знаеш, возачи невидени. Боле од тебе. Тути, срамота. Али тоа е. Јако. Имат стандарди, можат имат кај да возат. И замисли таква си фатиш некој човек. Народ, животот Има од наред. Америка, колку Санчес, брат, неш каква е. Еј, да, сите бледери се палат на тоа. Колку најака тече, е. мастурбира секој ден да ти. Ништо нарочито, братле. Тоа е, брат. Тоа е, брат, допнес. Допнес. Што, значи, Па тоа беше за денес. Второ што дојде. Можеш и да не дојде, ама второ да дојде. Дојдов како да не дојдам. Настевче? супер. Ако не доеше, проблеми. Ке доеше пак бе, брат, што имаш? Тука сум, маме, за кој ден сме заедно, што е проблемот? Не, за тебе имам цвече, брат. Денес, утре, за утре. Еј, фала ти. Ти треба за накај дома. Ај, факер, видете, не пиде, мај. Свај, губи се. Бегам, ајде, Ајде, требете, ајде. Кај? Пак овде. Ај. Што не саш сокче, Што бе? ме бркате сега дека сум од Битола? Па, откаде? ај. Правиме одјава. Па, братле, какво става? И денес го поминавме денов Ке со отиде? интервју. Ке ти ќе го Ајде, снимам. објава да дајме. Ќе го снимивме за брзо време. This one's going out to Fabulous Queen. Снима, бе. Бегај бе ти. Не ќе да ми касниш од. Ние, возиме, јас сум Димсуро. Денес убав ден. Ево, Карло ќе направи сега спорт. Не бил спорт. Не баш кај тоа, бе. Пошува, бе, брат. We made the perfect day when we played the night sun. She said she couldn't stay when her night had just begun. She wanted me to know what she didn't know herself.
said I was one among others. Hey now, that's something else. Мава ме одјава, јас сум Димсуро, тој е Јас сум Стевче, вчера камен се направи. Камен се направи. Јас кафана бев вчера. Ќутате, не кажувајте. Ја бев Капанан, Винце пиев. Винце, а? Па да. Исполно алкохол ми се лошо, Абе, знаеш шо? да си бегаме, брат, Знаеш шо? ти се гледајте, бла, тебе. Абе, чекај да ти кажам, имам едно другарче има зајак дома, брат. Зајак има, да. И, знаеш шо, направи си замина битола и го остави зајакот 2 дена дома сам. И ми остави мене клуче, јас го заборив зајако. И одам с ношти, брат, влегвам и зајако тука се справува и ми ја јади ногата, ми ја јади тука и му извади една баничка, бе. Не знаеш. Да. Ја искина тука. Еј, брат, стварно тоа е. чест ми беше. Исто и Се мене. гледаме, брат, секој ден. Стевче не избега, Стевче врати се. Се гледам скейт, абе. Еј, джус, чека, ајде, джус. Ајде. Тоа е тоа. See that underground sound radio don't play, so that